иновациите како алатка во заштита на животната средина. Кога зборуваме за иновации, мислиме на иновации во обновливите извори на енергија, иновации кои што ќе придонесат исто така за намалување на аерозагадувањето. Со таков разговор ќе заокружиме оваа наша тема до 9 часот со Ивица Поцков, добро познат на македонската јавност како иноватор кој што долги години веќе се занимава со, ајде ќе кажам, оваа проблематика. Ивица, очекував јас одлично ги добивме и фотографиите на Вибер, јас ќе ги споделам со моите колеги додека оди секако разговорот тоа да го погледнеме. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до гледачите во ова ладно и загадено утро. За жал, да. Можеме некој што ќе кажуваме само ладно. Некогаш. Некогаш, да. Ако најдеме примена во називова во поголеми размери, зашто ќе зборуваме. Обновливите извори на енергија ни беа тема на линковското вклучување и на колегата Ване Трајков од Струмица. Да, во прилогот видов дека веќе почнуваат обновливите извори и да се инсталираат и на поголемите кровови во сите општини, не само во главниот град. Значи, обновливите извори и фотоволтаични централи, како и таа технологија е многу развиена во минатиот период. И директно се вклучени, не случајно ти го поставив тоа прашање, се забележували раздвижување? Кога да се случи си на терен веќе? Да, дефинитивно има многу голем интерес, не само заради цената на струјата од економски аспект, туку директно со инсталирање на фотонапонски систем се намалува зависноста од загадувачките извори на енергија, односно дали би било тоа индустријски капацитети или тоа се домакинства. Значи во Македонија имаме среќа што таа технологија е исто така застапена од последниот крик на оваа технологија и веќе гледаме како секојдневно се инсталираат. Сега тоа зависи, го диктира многу и трендот на цената, бидејќи ние сме директно поврзани со берзата на Хупекс. И многу од инвеститорите одлучуваат кога е малце повисока цената да инсталираат на своите капацитети. Меѓутоа ова ме радува бидејќи во прилогот видовме како и школите, салите веќе почнуваат да инсталираат, значи свеста се качува и тоа е многу важно бидејќи моето мото е секој кров треба да добие фотоволтаични панели. А тоа да го гледаме сето како борба и против аерозагадувањето. Апсолутно, тоа е многу голем чекор и клучен фактор, бидејќи ние немаме многу мерки со кои може да се бориме против аерозагадувањето. И добро е што многу индивидуалци, многи компании одлучија да ги земат работите во своји раце и така да успеат колку толку да си помогнат и на себе, но и на заедницата. Сакам да ги продискутираме надворешните прочистувачи на воздух. Изминативе неколку години можевме да ги видиме на различни локации во градот. Некои завршија тажно, но некои се уште се живи и функционираат. Колку тие помага за справување со аерозагадувањето, колку е навистина ефектот во пракса голем? И јас само би се задржал на претходната тема околу обновливи извори енергија, еден апел да пуштам до надлежните власти, како што и локалната самоуправа и централната власт, дека гледајќи на терен и гледајќи интересот каков е, меѓутоа кои се пречките, дека е многу важно да се организира субвенции за овие обновливи извори на енергија, бидејќи директно, како што спомнавме, влијаат врз аерозагадувањето, меѓутоа и економската транзиција од јаглен кон обновливи извори на енергија. Што се работи за надворешните прочистувачи на воздух, тие се застапени поодамна во светот, посебно и оние жешки точки и жешки градови кај што аерозагадувањето е енормно и има ентузијасти кои се борат против аерозагадувањето и една од мерките се и надворешните прочистувачи за воздух. Ние конструиравме првиот прочистувач за воздух, јас и мојот тим 2018 година. Тој до сега претрпе многу измени. Сега го има во општина Центар? Да, сега го има во општина Центар, инсталиране. Пред 2 години заедно со уметникот Драган Божино организиравме изложба, каде што самиот пречистувач за воздух ги извадивме PM честиците и прашината и тој ги пренесе на 33 уметнички дела. А инаку прочистувачот работи постојано со тоа што целта на него не е да го прочистува воздухот како таков, како што работат внатрешните прочистувачи, бидејќи е многу тешко надворешниот амбиентален воздух
да го прочистите, тоа е многу голема количина и не може да се контролира така лесно, туку да ги едноставно изолира потенцијалните загадувачи. Значи целта за нив е да се инсталираат во близина на потенцијалните загадувачи, тоа се фреквентни раскрсници, сообраќајници или можеби да се заштити некој објект или пешачка зона, како што се школи, како што се болници или во близина на шеталишта. Меѓутоа има и погрешни, би рекол, значи позиции каде што го гледаме тоа насекаде, али сето тоа главна пречка е институционалниот процес. Значи за да се инсталира еден надворешен прочистувач за воздух се потребни многу процеси, многу административни пречки да се поминат, со тоа што тоа е на некој дел урбана опрема, од друга страна овдека имате и пристап за електрична енергија, сето тоа мора да се организира и на крај доаѓаат и филтрите, каде што истите мора да се менуваат во зависност од технологијата која се користи. И како изгледа? Гледаат и гледачите во моментот. Така, тоа е прочистувачот во центар што е инсталиран во Дебар Мало. И само да напоменеме лично собствена иновација. Тоа да го напоменеме. Значи, овдека во овој прочистувач сега моментално има инсталирано и во Капиштец. Во моментов сме во процес на договарање, односно се договоривме веќе со неколку општествено одговорни компании кои би сакале да го поддржат овој проект и да инсталираме повеќе вакви прочистувачи на повеќе клучни локации во Скопје, а се надеваме во другите градови. Но пред овој надворешен прочистувач на воздуха, исто така актуелни кога зборуваме за вашите иновации, беа внатрешните прочистувачи на воздух. Баш македонска иновација, македонско производство. На јавноста ве запозна со колегата и кога беше ковидот. Така е. Колегата Никола, да. Да, Никола, кога ги дизајниравте и ги направивте оние UV гард, кои што ги дониравте прво и на инфективната клиника, кои што убиваат вируси. Така е. Во почетокот на пандемијата, значи се почувствувавме повикани и должни да дадеме свој придонес со тоа што во првите месеци, кога се уште не знаевме со што се соочувавме, со Никола седнавме и направивме еден план како би можеле ние да допринесеме кон ковид пандемијата, бидејќи беше еден општи хаос во целиот свет. Имаше недостаток од медицинска опрема, имаше недостаток од... Уствари не знаевме со што се соочуваме. Го конструиравме UV гард, тоа е уред за брза дезинфекција со UV зраци и негативни иони и за неколку минути тие уреди можат да дезинфецираат простор од 100 квадрати. Значи направивме хуманитарна организација и беа донирани преку 50 вакви уреди во сите ковид центри и центри за лица со попреченост низ целата држава. Така наприказнато, и потоа дојде и внатрешните пречистувачи на воздух. Да, заради тоа што видовме дека се уште последиците не престануваат од ковидот, исто и загадувањето, го искомбиниравме тој уред заедно со прочистувач за воздух и направивме едни уреди за внатре, слични на овие што се продаваат во комерцијална продажба и со тоа што го направивме да биде многу ефтин, меѓутоа сите елементи, односно UV, ионизатор, HEPA филтер, активен јаглен, се да биде вклопено во едно и ценава да се биде символична од некои 50 евра. И приказната продолжи со надворишните, со кои што впрочем и сакам да го завршиме денешниот разговор. Ако знаеме каков ни е воздухот во моментов и ако знаеме дека надворишните прочистувачи помагаат, колку ќе треба да ги и на кои се локации во Скопје да ги инсталираме и може ли да ни помогнат колку толку да дишаме пристоен воздух? Да, секако, бидејќи ние и така се разбудивме на некој начин да го конструираме овој уред со првите мерења, односно првите бројки кога почнаа да се поставуваат и мерните станици низ државава. Клучните точки се најголемите сообраќајници, бидејќи кај нас два фактори играат улога, тоа се многу пати докажани студии. Тоа е загревањето, каде што би помогнале фотоволтаиците и сообраќајот, бидејќи по Завод за статистика во просек староста на возилата е околу 20 години што се движат, а некаде се околу 200.000 регистрирани возила. Така да со поставување на надворешни прочистувачи на клучни локации, на клучни раскрсници, каде што во Скопје имате раскрсници кои што дневно движат исто по Завод за статистика и сообраќајниот центар на град Скопје, 100.000 возила дневно на една раскрсница.
Така да во тој случај, доколку поставите таму неколку прочистувачи, колку би требало да биде, се дефинира со дисперзионо моделирање. Тоа е процес на мерење, односно се прави една просек на анализа на просек, колку CO2 гасови, кои се загадувачите, какви филтри се инсталираат. На тој начин, со такво мерење, во одреден период би можела се дефинира колку прочистувачи се инсталираат на таа локација и тие дефинитивно ќе помогнат во намалување на аерозагадувањето. Дадовме идеја. Ивица, вам ви се поклонуваме за овие иновации, за овој придонес, кога веќе зборуваме за аерозагадувањето, за заштитата на животната средина и за сите иновации кои што до сега ги имате искрирано и ни се необходни. Да се надеваме ќе продолжите со истиот жар, елан и ентузијазм. Ви благодарам на подршката и секојаш со вакви пријатели, секојаш сме мотивирани да продолжиме и понатаму. Благодарам уште еднаш. 8:59 вака кога ќе земеме заедно воздух во исто време, тоа значи дека не сме договорени кој прв да почне, ама дамите секогаш имаат предност, така да еве ги вестите.